А на самиот крај ќе зборуваме за нешто што на големо имавте шанси да го видите последниве денови, најава која што се викаше Класие, но се уште држевме во тајност за што станува збор. И токму затоа со нашиот денешен гостин Тони Стојковски, кој што е воедно и автор, и уредник, и водител на оваа емисија, ќе се обидеме да ви доловиме за што станува збор. Тони, добро утро! Добро утро! Јас и ти се знаеме. Да. Добро најдов. Порано колеги во претходниот век, а од денес официјално и во Алфа колеги, така? Така е. Значи, прво пријатно се чувствувам во студио, да ти кажам искрено. Повеќе од 20 години се поминати како не сум бил во студиска емисија. Добро, ти си повеќе теренски човек, така му доаѓа. Инаку Класие е новиот проект на Алфа телевизија, кој што ќе обработува теми од земјоделството и земјоделскиот сектор, вклучително и рурален туризам, агро, планински и така натаму. Ќе стартува од утре. Веќе првата емисија е подготвена. Што значи секоја сабота премиерно, така, секоја недела репризно, така? Сабота некаде околу пладне, недела наутро и така. Каков е концептот? Вака, значи, прва емисија што ја подготвивме, обработивме една многу важна тема, односно две теми. Тематски ќе бидат фактички на тој начин? Претежно тематски, меѓутоа може да се случува да има и по 2-3 теми во емисијата, доколку... Зависно. Да. Сега ќе кажеме прво што ќе гледаат утре гледачите, всушност. Прво што ќе гледаат утре ќе гледаат прво за консолидација на земјоделското земјиште. Преведено значи што? Преведено значи размена на земјиште помеѓу комши, роднини, пријатели и така натаму, се со цел, се со цел да се окрупнат парцелите, бидејќи Зошто е важно тоа? Зошто е важно? Македонија, македонското земјоделство трпи загуби од преголема расцепканост на земјоделското земјиште. Тоа значи многу поголеми трошоци, тоа значи проблеми со наводнување, проблеми со заштита и така натаму. И друго ти за едно мало парцелче да треба да имаш трактор, а друго е кога... Апсолутно. И сега, веќе овој процес е започнат уште во 2012 година, па продолжен е 2017 и сега во јуни 2025 година на иницијатива на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство направена е нова национална стратегија 2025-2035, каде што се става акцент на консолидацијата на земјоделско земјиште на цела територија на Република Македонија, а во моментов се работат парцелите во 8 региони. Ние посетивме Битола и Прилеп, каде што можам да ви кажам дека зборуваме за негде по 200-300 хектари во приватна собственост, што за Македонија е, да речеме, малку дури чудно кога ќе слушнете некој има земјиште во приватна собственост од 200 до 300 хектари. Тони, како новинар, предпоставувам кога си влегувал во новинарските води, не си ни сонувал дека токму ова ќе ти биде специализација на некој начин. Како навлезе токму во овие води? Како се одреди да се занимаваш стриктно со овој проблематика, да не речеме? Вака, значи 2012 година преку една приватна продукција телевизиска се работеше еден проект финансиран од Европската унија, подочно од Европската делегација во Скопје, настоен како EU Farmer, и тој проект траеше 3 години, сработивме некаде околу 100 епизоди, го обиколивме цел Балкан и делови од Австрија и од Северна Италија и морам да ви кажам дека во тие години 2013-14 своевидно истражување всушност си направил, така. Видовме многу и работи низ Балканов и како што ви велам делови од Европа, на пример во Бугарија ги видовме огромните краварски фарми по 5.500-6.000 крави што имаат во собственост. Например, во Словенија видовме производство на хмелј, инаку Словенија е 4-та земја по производство на хмелј. Еве апел и до некои наши земјоделци, ние имаме 2 пивари, огромни пивари, например во Македонија немаме производство на хмелј. И хмелјот го увезуваме, значи го увезуваме хмелјот апсолутно, претежно од Германија и Холандија. Потоа видовме винари, производство на вино. Србија исто така производство на малини. Србија е пак 4-та-5-та земја во светов по производство на малини. Значи работат луѓето. Да, а што виде кај нас?
Вака во тој период 2013, 14 и 15 имавме некој напредок во ИПАР програмите, што во тој момент на пример за Србија беа поим. Ние кога ќе им кажеме дека наши земјоделци земаат средства од ИПАР програмите и земаат и модерна механизација, тие немаа ни слушнато за ИПАР програми. Тоа во Словенија и Хрватска беше во подмината фаза, не толку во Хрватска колку во Словенија. Словенците се далеку напред во сите работи, вклучително и во консолидацијата на земјиштето, што го спомнаме на почетокот. Затоа што ние кога бевме во тој период, кај нив консолидацијата веќе привршуваше, беше при крај. Ете тоа. Ово што те прашав, што виде кај нас, ајде да го преформулирам прашањето. Едно време важевме за земјоделска земја, таков не беше профилот. Да. Дали денес може да се каже тоа? Вака... Некако тешко ти иде да ја кажеш вистината? Па така му доаѓа некако, затоа што, еве, само еден податок, поразителен податок. Пред осамостојувањето, значи крајот на 80-тите години, во Македонија имало околу 2 милиони овци. Сега имаме нешто повеќе од 400.000. Значи, за Доволно говори овој податок. 30 години не исчезнале околу 1.600.000 овци. Тоа е еден поразителен податок. Значи, сточарството доправа треба да го враќаме на стари патеки. Меѓутоа ќе треба да се направи една добра стратегија за развој на сточарството и на земјоделството воопшто. Она што е многу битно да се спомене, дека потребни се одредени итни мерки за да почнеме земјоделството да го заживуваме. Ајде вака, пред мерките, односно пред решенијата, да ги одредиме главните точки, главните проблеми, кои се? Еве, еден од консолидацијава ја спомнавме, меѓутоа на терен, која ќе излезете, исто ќе забележите лоша состојба на системите за наводнување. Владата не случајно еден од приоритетите го стави за следниот период, значи ревитализација на водоводните системи, на каналските мрежи, бидејќи исто така еден поразителен податок, како да имаме ние не знам колку вода, па ни се губеа некаде меѓу 50 и 60% од водата. Значи по пат се губи водата, ја нема. Ако немате доволно вода, значи не можете да сметате на квалитетно земјоделство. Без наводнување, особено сега, кога станува збор за климатски промени, периоди, да, сушни периоди и така натаму. Втор сериозен проблем е субвенциите предходно се дава по површина засадени насади. И што се случуваше? Например, јас сум зел под концесија 30 хектари земја, сум засадил пченица и не ме интерес, добивам субвенции за тие 30 хектари, значи добивам по хектар, и многу не се занимавам дали ќе имам 3 тони по пченица по хектар принос или 2,5 тони. Родот каков ќе биде, апсолутно. да. Значи мора субвенциите да се дават по количина произведено производство. На тој начин само ќе ги мотивираме, нели, производителите да произведуваат повеќе. Второ, значи, мора да го модернизираме производството. Значи, мора да ги следиме трендовите што се случуваат во светот. Значи, или барем во регионот, предпоставувам. Или барем во регионот. Да. Само еден податок да ви кажам, дека еден добар, моќен трактор, 1 хектар може да го изора за 2 часа. Што порано било поедно. Незамисливо. Незамисливо. И еден од, можеби, клучните проблеми, како да ги мотивираме земјоделците, е за да имаат рентабилно производство, значи да имаат загарантирана откупна цена. Знаете што се случува? Тука, јас ги велам, неразбраните трговци ја играат главната улога и тука има еден парадокс. Трговците, кои што практично профитираат од трудот на земјоделците, го уништуваат македонското земјоделство. Значи, тоа е страшен парадокс. Еве да речеме домати. Имате, ако отидете во Струмица и на големо доматите тамо им ги купуваат, да речеме, по 25 денари. А производната цена е 30 денари. Значи, од старт, земјоделецот оди со загуба, или не мора да е таков соодносот, нека биде исто
колку што е производната и откупната цена, че земјоделецот нема никаков мотив. И сега младиот човек, кога гледа дека татко му со години е земјоделец, нема никаков успех, нема напредок, си ја бара среќата на страна, значи во други дејности, која ќе не мора да е земјоделство прашање. Може да имате дуќан, ако не е рентабилен. Так. После 5-6 месеци вие ќе ги покривате загубите, и тоа ќе кажете дека ова е ќе премногу, не можете да го поднесете, го удирате клучот или катанецот и завршува приказната. Да. Истото се случува со младиве. Значи ние мора младиве да ги мотивираме да имаат профит од земјоделството. Значи тука државата мора да стави рака. И јас ги велам неразбрани трговци, затоа што навистина се неразбрани, бидејќи со уцени настапуваат кон примарниве земјоделци, им го земаат практично производството за ефтини пари и после тие го прават екстра профитот. И што се случува? Тоа е значи главната поента за тоа зошто ние плаќаме скапи земјоделски производи. Да. Значи страдаме ние како крајни купувачи и страда примарниот земјоделец. Значи на ова мора да му се стави крај, нека се вклучат сите институции. Значи потребен е контролен механизам да видиме од каде се јавува таа голема дискрапанца, на пример, еве доматот ако го земат 30 денари од струмица, ние го плаќаме од 80 денари. Значи некој по пат прави добивка од 50 денари. Што е сериозна добивка. За ова тема што спомена, мислам дека и самите гледачи, бидејќи нели имаме и контактни емисии, се доволно свесни и секогаш кога имаме тема за високите цени на пазарите, умеат да ги раздвојат земјоделците и трудот на земјоделците и главно е префрлуваат вината на прекупците, нели така? И со право. Но не може да живеат земјоделците од тоа што ќе ги пофалиме ние во емисија, така? Апсолутно. Како да се вратат на пиедестал земјоделците? Па прво вака, значи ние мора да ги почитуваме земјоделците многу повеќе од што досега сме го правеле. Замислете, без нив не можеме да преживееме. Апсолутно, некој ви произведува храна, ги храни нашите деца и внуци, и ние се уште ќе слушнеш некој вокабулар каде што им се обраќаме, ајде пушти ги тие селјаци. Тоа е катастрофа. Значи напротив, тие луѓе што произведуваат храна, во моментов во светски рамки е предизвик. Уметници се, не селјаци. Апсолутно уметници. А и уметност, тоа се херои на нашево време. Верувајте, јас кога ќе отидеме во некои простори каде што не знам, некои диви животни само може да обстанат, и тоа едва и тие, и сега некој се осмелил да отвори фарма за кози таму. Потполно е сам. Одгледува 300 кози. Еве таков случај имаме во Свети Николско, а човекот е од Скопје. Потекнал од едно село. Не можам точно да се сетам како беше името на селото, меѓутоа живее во Скопје и човекот е таму сам произведува козјо млеко, прави козјо сирење, 300 кози ги одгледува сам. И сега, тоа се хероите на нашево време. Значи, тие произведуваат храна за нас. И ние, значи, навистина треба да им дадеме поголема вредност, да го цениме нивниот производ. Добар е новиот закон за продажба од куќен праг. Ние самите мора да ги откриваме тие приватни, мали земјоделци, и државата треба да ги помага овие мали селски стопанства со одредени субвенции, затоа што само на тој начин можеме да ги заживееме руралниве средини, да се задржат колку толку младите што ги има по некој таму, ако видат дека може да имаат некаков профит, бидејќи со продажбата на куќен праг ние дома одиме и можеме да се запознаеме со самото производство што го прават на самото место. Така да мислам дека ова е еден позитивен закон што треба да се следи, меѓутоа и ние да не ни биде премногу сме некако лежерно сакаме да се однесуваме, најлесно ние да отидеме до најблискиот маркет, да си купиме нешто, па не интересира од каде е тоа стигнато, а потешко се одлучуваме да се јавиме некаде, да се заинтересираме кој има домат квалитетен, кој има сирење, кој има козјо млеко од некаде да најдеме. Иначе, само да ви кажам, се извинувам, еден сега скоро испали еден податок, да Албанија веќе сериозно навлегува на нашиот пазар. За жал ние преку 80% во маркетите ни се од увоз. И сега во некои поодамнешни времења, не толку дамнешни, ние сме хранеле цела Југославија, а за Македонија е доволно и Косово и Јужна Србија и ние. Меѓутоа Албанија сериозно го превзема пазарот со тоа што
квалитетот на нивните производи е сомнителен. Еве скоро на хрватска граница Па имаше и скандал пред нека година за едни краставици со пестициди. И сега исто домати со преполни со пестициди, па дури и со никел. Тоа е страшна работа, така да службите треба и во Македонија да си водат по-сериозна контрола. Тони, новинар си, така што ако ти кажам дека имаме уште само 2 минути, претпоставам дека ќе ти е јасно, така што никако да сублимираме. Ова е голема тема. Иако сам сакаше многу да зборуваш на тема органска храна, но ќе го оставиме тоа за да го гледаат во некоја од твоите следни емисии да се едуцират на таа тема. Впрочем, целта ти е да не едуцираш сите. Така. И на тој начин, сушност, да создадеме здрава нација. Така, Апсолутно. ако не знаеме што консумираме, ризик си правиме самите. Еве, ние во Македонија постојано ја лечиме последицата без да делуваме превентивно. Доволно е само учениците на голем одмор од основно училиште да ги видите со што се хранат и ќе доживеете страшен пораз од она што ќе го видите. И затоа би апелирал, за да го заживееме органското производство во Македонија, да се овозможи преку Министерството за образование, тука нормално парите ќе треба да ги дава и Министерката за финансии, од таму треба да пристигнат. Соседнички сили издружени, така, да. Значи, децата од најмала возраст, во градинките и во основните училишта да добиваат органска храна, бидејќи само на тој начин, со здрава храна, велиме, нели, здравието доаѓа преку устата, можеме да имаме здрави генерации, здрава нација, и да не се грижиме за еднината, нели, светот останува на младите. Така, но секогаш затоа треба се погрижат малку и да живееме во здрава средина, затоа што не може да имаме органска храна со загаден воздух, загадена почва, но тоа ќе го оставиме секако за друга. Добра поента, само уште со ова да завршиме, дека барем на местата на пожариве, нека се садат медоносни растенија, кои што ќе му помогнат на пчеларството. И за крај е еден апел, да си ја чуваме животната средина, да биде чиста, се уште ние важиме за чиста животна средина, каде што може да се произведува здрава органска храна, меѓутоа, за тоа треба да се погрижиме, бидејќи главна забелешка пак на странците, кои ќе дојдат тука, велат дека ни е премногу валкано. И ако некој се прашува меѓу другото што може да помогне, како да придонесе, имаше еден многу бав цитат, јас со него би завршила, беше каде ќе најдеш место? Каде ќе најдеш место, тоа е многу бав цитат, а зборуваме за родно дрвце, значи, каде ќе најдеш место, таму дрвце засади, а дрвото е благородно и еден ден ќе ти врати и тебе и мене и на сите други што ќе го засадат. Ти благодарам многу, колега. Ти посакувам успешна емисија, не само утре, туку успешна сезона, да подсетиме утре околу пладне. Ке може веќе премиерно да ја погледнат првата епизода на Класје, а веќе во недела за оние кои што ќе пропуштат и репризата. Ете, во недела сутринското кафе, нека се ја погледнат. Ми беше задоволство. И мене, Тони.